Четврток, 18 часот и 15 минути. Почитувани гледачи, ви благодарам што и ова попладне одбравте да ја следите Вистинска телевизија. Вие сте токму на Вистинското место, на локалната програма на Вистинска телевизија, циклусот емисии Скопје ми е дома. После Газибаба, Аеродром, Бутел и Илинден ви носиме нови свежи информации за вашите улици, за вашите мала, за вашите матични општини. Да погледнеме за која општина вечерва ќе говориме. Буквата К. Кисела вода. Општината Кисела вода зафаќа површина од 46,86 километри квадратни и се простира во југоисточниот дел на Скопската котлина. На територијата на општината функционираат 13 месни заедници. Центар на неговата општина е истоимената населба. Општината се намалила во Законот за територијална поделба од 2004 година на 12 април 2005 година по оформувањето на општина Аеродром, кога за прв пат била одржана седница на Советот на оваа општина. Во рамките на општината екзистираат повеќе спортски клубови кои успешно се надпреваруваат во сите македонски лиги. Во границите на општина Кисела вода постојат повеќе цркви и манастири кои се главно туристичко одредиште во овој регион. Во 1955-та општина Кисела вода го опфаќала подрачјето на десната страна по средината на реката Вардар, почнувајќи од границите на општината Идадија, па се до тогашниот крај на Скопје во правец кон Драчево, вклучувајќи ги во општината и населените места Горно Лисиче и Усје. Седиштето на Народниот одбор на општината било во Кисела вода, Скопје. Општина Кисела вода е една од големите индустријски зони во градот Скопје со значителен, континуиран подем во последните 5 години. Бројот на економски субјекти според стопанските гранки кои делуваат на територијата на општина Кисела вода се 490 во хотели и ресторани. Најважни стопански гранки во општината се хемиската индустрија, транспортот и шпедицијата, градежништвото, прехранбената индустрија и производството на безалкохолни пијалоци, трговската и услужната дејност. Подсетување дека и оваа емисија ќе биде интерактивна, односно во текот на целиот разговор ќе го имате телефонскиот број на кој што ќе можете директно да ни се вклучите во студиото и да поставите прашање до мојот гостин, а ваш градоначалник. Во ова издание од Скопје ми е дома разговарам со првиот човек на Кисела вода. Велам добри дојде Зорце Георгиевски. Како сте? Добро сум, благодарам на вашата покана и поздрав до сите ваши гледачи. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Ќе почнеме од она што е најсвежо, односно од она кое што го подготвивте и кое што одекна, јас така ќе кажам, а тоа е отчетот пред граѓаните. 3-годишен отчет пред повеќе од 1000 ваши служители. Како се представивте пред граѓаните и изреализиравте ли голем дел од програмата? Па добро, јас не е ова прв пат да правам отчет, практично од првата година откако станав градоначалник и доверба да ми ја дадоа граѓаните, воспоставивме пракса, тоа ме радува што и други општини го воспоставија како пракса, да на еден отчетен начин, транспарентно и честно пред граѓаните ги соопштиме сите оние резултати што ги имаме постигнато. Првенствено започнавме со отчет во првите 100 дена, откако нели ја превземавме општината, односно превземавме администрирање на општина Кисела вода, подоцна 1 година отчет, па 2 години, сега имавме 3 години отчет. Импозантна бројка, импозантна гледка на мои сограѓани беа присутни таму, како што кажавте вие, над 1000 мои сограѓани беа присутни, со оглед на тоа што и дополнително се работеше за ден каде што празник најголем дел од граѓаните празнува, така да голем верски празник беше, сепак целата сала каде што се одвиваше целиот настан и манифестацијата беше преполна. Практично тоа беше презентација на она што го имаме сработено изминатиот период, а имаме многу сработено реално и тоа е евидентно. Или да бидам попрецизен, 95% и над 95% од програмата што сме се обврзале пред граѓаните пред 3 години да ја реализираме, ја имаме реализирано досега. Останати се уште неколку проекти кои што од
објективни причини би рекол не сме стигнали изминативе години да ги реализираме, но имам уште една година од мандатот, така да верувам дека и длабоко сум убеден дека 100% ќе биде реализирана мојата програма. А дополнително имаме уште 2 пати повеќе од она што сме го ветиле во програмата, реализирано е надвор од програмата. Исто така и дел од тие мерки и проекти беа споменати вечерта на отчетот, затоа што јас секаде го говорам тоа, локалната самоуправа и работата на проекти кои што ги засегаат граѓаните, решавање на нивни проблеми е жива материја. И кога сме настапиле ние со програмата пред 3 години, сме тргнале со една визија, можеби која што била не до тој степен сеопфатна како што би ги предвиделе и сите барања на граѓаните и нормално произлегувале патем и нови барања страна на граѓаните, така да имаме во однос на што уште еднаш ќе повторам, сме се обврзале да го реализираме, а се содржало во нашата програма 95% реализација и имаме уште 2 пати по толку реализирано проекти, а не биле во програмата, односно не произлегле како ветување во изборната кампања. Отчет под слоганот најдоброто допрева доаѓа. Што допрева доаѓа, господин Георгиевски? Па допрева доаѓаат многу нови проекти во наредниот период. Еве веќе утре имавме во понеделникот ни еден проект од почнување на камен темелник за изградба на нова детска градинка во Расарник, а веќе утре имаме од почнување на градежни активности за бисеродна кисела вода, реконструкција на спортската сала Расарник. После многу години, после повеќе од 30 години, една руинирана сала која што во минатото било символ позитивен за општината, позитивен за спортот, место каде што многу таленти спортски излегле, во таа сала и почетоци да ги има и министерот Борко Ристовски, кој што патем е помагател во целиот овој процес. И утре започнуваме реконструкцијата на салата официјално и го објавуваме тоа јавно утре, што значи ќе започне со реконструкција, така да во наредниот период ќе следат уште десетици проекти кои што се од ваков или сличен тип, кои што во минатото биле за жал 30 на години мисловна именка да се реализираат. Сериозно ги подобруваме и понатаму условите на нашите сограѓани и секако. Ќе успеете ли се да доработите во ова помалку од година дена мандат кој што ви преостана? Па повеќе од убеден сум во истото. За себе ќе кажете дека неголема е честа да работите за својот народ, да ги исполнувате ветувањата кои што сте ги дале токму во предизборната програма пред својот народ и да ги менувате работите на подобро. Да видиме што вели вашиот народ. Ние излеговме на терен и направивме една анкета, па предлагам да го погледнеме првиот дел од анкетата што вели народот за Орце Георгиевски. Повеќе од 3 години Орце Георгиевски е прв човек на општината Кисела Вода. Неодамна градоначалникот и општината излегоа со отчет пред граѓаните, а Вистинска телевизија излезе на терен и ги праша истите тие граѓани колку се задоволни од досега сработеното и дали повторно ќе му дадат поддршка за градоначалник на Орце Георгиевски. Во приложение предлагам да ја погледнеме анкетата која за вас ја подготви Вистинска телевизија. Како сте задоволни од работата на градоначалникот? Да. Се работи ли во општината? Се работи. Има ли промени? Што да кажам, општо за мене супер е. Би му дале ли повторно глас? 100%. Па да ви кажам, до сега таков човек во Кисела Вода не дошол. До сега, како градоначалник. Се работи, све се работи. Да. Со 2 раци потпишувам. Да. Презадоволни, посебно она што го направи за децава и за училиштава. Транспарентна ли е општината? Достапни ли се за граѓаните? Да, ја мислам дека се и дека секој може да закаже и да добие услуга и објаснување и тоа е најбитното. Мислам дека и старите се и млади и сите задоволни. Би му дале ли повторно поддршка? Потполна. Доволно, колку што имам сознание, иначе не се дружам многу, не излегувам. Тоа Се работи ли во општината, се направили? се работи доста сега. Еве гледајте сегде, сами ќе видите. Колку толку према другите што беа многу и излегува и кај децава што играат, и игралиштата и све се води сметка са колку е толку е. Има други, ќе го оцениме на крај после. Би му дале ли уште глас за уште еден мандат? Па да видиме ако тера вака, да. Презадоволни. Да, презадоволни.
и понатака нека не продолжи да не биде. Се работили во општината? Да, убаво. И сите се радуваат дека ќе биде или да биде, зборуваат. Да. Така е. Би далели глас за уште еден мандат, можеби? Уште за 3 ќе му дадам кога е вако способен. Така да знаете. Многу, јас не сум од тука, ама тука живеам само зимното, ама многу сум задоволна. И прави концерти, праве улици. Многу сум, баш синоќа зборевме со керка ми за него. Превише сум задоволна. Иако не Се сум... чувствува ли промена во Се општината? чувствува, да. Пошто само зимен период доаѓам тука, се чувствува, навистина се чувствува. Би му далели можеби поддршка за втор мандат? Да, би му дала, да. Ја да ви кажам, него не познавам човекот. Градоначалникот на општината. На општина наша. Па не го познавам баш многу, ама... Има ли промени во општината? Па има некои промени, како нема. А треба повеќе да се заинтересира. Ја колку пати со комшики ве зборам, викам треба повеќе нешто да се направи за... Што фали во општината? Што не е чепнато? Певе хигиена. На прво место, јас овдека живеам близу, тука ќе градинката. Ја не знам, тоа народот стварно како некултурен, или да е васпит. Кантата празна, они до кантата фрлат џур. Не е градоначалникот тоа крив. Тоа самиот народ е крив. Би далели глас за Што може да направи? Не може он да оди по улици па да гледа. И тоа. Би дале глас за уште еден мандат на Ѓорѓиев? Па нека направиш. Зашто да не направиш? Јас искрено да ви кажам, мислев дека ќе ми поставите прашање од €1.000.000. А тоа е да набројам 5 почнени политичари. А од Орце Ѓорѓиевски колку се задоволни? Презадоволен во однос на претходните. Се гледаат резултатите, да. Има доста солидни работи направено во однос на претходните, а се уште треба да се работи затоа што запуштено е. А зашто вие не го поставите тоа прашање од €1.000.000? Ајде ви го поставам, одговорите слободно. 5, па нема такви. Нема? 5 поштени политичари нема. Градоначалникот поштен ли? Да. По моje. Не Му знам. дале поддршка со уште еден мандат? Да. Само најверојатно ќе оди за градоначалник на Скопје, а и треба да оди еден таков енергичен човек кој што за оваа населба донесе и придонесе доста. Граѓаните не умеат да ги скријат реакциите и кога се работи за лошо и кога се работи за добро. Колку општината е блиска до жителите? Па се трудам максимално што е можно согласно и обврските и времето да бидеме во секојдневна комуникација. Искрено не се стигнува секогаш да се одговори на секој граѓанин, но се трудам и јас и луѓето од мојот тим да даеме се од себе. Баш пред емисијава имав телефонски контакти со дел од граѓаните и тоа го правам постојано кога ќе ми остане простора. Не можам и лично да стигнам до секој граѓанин, односно да го видам. Се трудам на таков начин да искомуницираме телефонски. Достапен сум, не сум класичен политичар кој што седи во канцеларија и не може граѓаните да стигнат до него. Непосреден ми е контактот и пристапот на крајот на денот. Ова е минлива и менлива категорија, односно работа која што имам шанса се од народот и од Бога дадено за да ја водам нели општината. Се завршува еден ден, пред се да останеме луѓе во целиот процес. Јас сакам кога излезам од политиката со истите овие граѓани кои што можевме дел од нив да ги видиме, да останам во комуникација, да имам нормален однос и да останам пред се човек. Тоа е многу важно во политиката. Милувате да кажете дека не сте човек кој што ќе седи во канцеларија, милувате да излезете на терен помеѓу граѓаните, помеѓу најмладите. Јас би започнала со она кое што е најсвежо, а тоа е дека ставате посебен фокус на лицата со попреченост. Сметам дека тоа го правите од првиот ден од вашиот мандат. Чинам дека општина Киселавода беше првата општина која што вработи токму лица со попреченост, лица со Даунов синдром, лица со оштетен вид, ако не се лажам, поправете ме. Зошто токму посебен фокус на оваа категорија на лица? Па првенствено тоа не го правам од моментот кога станав градоначалник. Јас во минатото бев и координатор на советничката група, во тоа време бевме опозиција во Советот на Кисела вода на ВМРО ДПМН.
Претходно сум бил и председател на младинската структура на ВМРО ДПМН во мојата општина релативно долг временски период, 9,5 години некаде. Така да секогаш сум се трудел кога ќе имаме простор, кога ќе имаме можност да помогнеме, затоа што е многу важно во нашето општество сите да имаат еднакви услови, односно да има целосна инклузија и за лицата кои што во минатото не биле баш целосно инклузирани односно вклучени во процесите. А тоа според мене се покажува не со одбележување на денот, не знам се на 3 декември или денот на лицата со попреченост, ако еден ден ние направиме настани и се сликаме, туку тоа се покажува преку практични дела, во вистинска смисла на зборот. И токму затоа кога добив и шанса од граѓаните, решив да ги менувам со дела работите, да не биде одбележување на еден ден само од страна на општината или од градоначалникот, туку преку практични примери да покажеме дека можеме да ги смениме работите. Така и Стефан се вработи како лице со Даунов синдром и е дел од мојот тим. Имаме во општината Боби се вика лице со оштетен вид, кој што мал процент може да гледа и тој си е во општината, исто дел од мојот тим. Понатаму ние бевме првата општина која што постави за слепите лица тактилни патеки. За денот на Брајево писмо донираме книги и тоа значителна количина на книги имаме донирано во домот за слепи лица во Кисела Вода. Изработуваме постојано одреден временски период, проаѓаме во клубчето во Расадник, каде што се изработуваат различни дела, уметнички слики и така натаму со дечињата со попреченост, кои што ние им го возможивме, поточно јас како градоначалник и дел од мојот тим го финансираме функционирањето на тоа клубче, кај што може да се движат. Невладиниот сектор, морам да истакнам, многу ни помогна изминативе 3 години во тој дел, затоа што имаат прекрасни идеи, но и начин да стигнат до имплементација на идеите, а ние секако логистички помагаме. Таква една успешна приказна остваривме со КРИК, невладината во Црниче, каде што се отвори дневен центар за лицата со попреченост и така натаму имаме бројни проекти и тоа не застанува сега и повторно ќе кажам, не е наша задача како политичари еднаш во годината да се одбележи некој ден, туку постојано треба да се стремиме кон тоа да создадеме инклузивни услови за сите да бидат еднакви во нашето општество. Оно што одвлече внимание е во изминатиот период опремивте 6 сензорни соби во училишта во општината. Склучивте и соработка со Центарот за психофизичко здравје Гаспар за бесплатни чинам прегледи за дечињата, односно лицата со попреченост. Како функционираат сензорните соби и дали тоа функционира навистина во пракса? Функционира. Сензорните соби се сега седмата ќе биде на 3 кога е денот на лицата со попреченост, ќе го одбележиме така повторно со имплементација на еден проект, а тоа е сензорна соба во училиштето Рајко Жензифов во Драчево, но и првата во Скопје сензорна градина на отворено, каде што ќе можат дечињата со попреченост да го поминуваат дел од своето време. Функционални се, има дечиња кои што учат во основните училишта во Кисела Вода, со кои што асистентите немаа можности во минатото допред да се изградат овие сензорни соби, времето кога се вознемирени или пак имаат потреба малку да се изолираат, условно кажано да бидат сами понастрана за да може да се смират. Нема услови такви во минатото и ги користат, практично им се од голема помош изминатиот период и тоа го тврдат и родителите на дечињата и дечињата се презадоволни од истото, но и оние асистенти кои што работат со нив, а за многу скоро почнуваме и со мерка и тоа мислам дека го најавивме пред некој ден, а тоа е да и во текот на подоцнежните часови, кога родителите после својата работа немаат каде да го остават детето за да завршат некоја обврска, ќе има асистенти кои што ќе бидат ангажирани волонтерски во сензорните соби за да може и по завршување на работното време на родителот да може таму детето да внимава некој на него, а во исто време родителот да се заврши некоја своја обврска. Добивте едно признание за посебен придонес токму во развојот на едукацијата и рехабилитацијата на овие лица. Значи ли тоа дека поставувате, еве како прв човек на една општина, еден тренд да се стават во фокусот токму оваа категорија на лица? Па, видете, треба сите да допринесеме во целиот процес. Јас како орце не можам да ги направам промените во цел свет или во целата држава,
но доволно е од некоја мерка што ние ќе превземеме или активност да мотивира уште 4-5 луѓе во државата дополнително што ќе превземат мерки од сличен тип или од исти тип. И тоа е мојата смисла на делување и така функционирам и гледам дека има интерес за истото. И како општина изминатиот период покажавме дека можеме да бидеме лидери во носење на иновативни мерки, на креативни мерки кои што подоцна преминуваат во пракса и во други општини. Апсолутно и со сензорните соби така го започнавме процесот, не дека некаде немало, но конкретно во нашата општина немаше во минатото. Она што сме го направиле ние сме го пресликале добриот пример од други места каде што тоа функционира. Ова што го правиме и силните наши заложби, гледам дека буди внимание кај останатите мои колеги, но пак ја кажам, 1, 20 или 30 не може да ги направат промените, но може од некаде да се почне за подоцна да настават генерални промени во целото општество. Треба сите заедно да работиме во овој процес. На крајот на денот сите имаме некој свој познаник, некој пријател, некој роднина дел од семејството кој што има таков тип на проблем, условно кажано, и сите треба да се солидаризираме и да ги решаваме проблемите на таков начин. Само општество во кое што сите ќе имаме еднакви шанси и можности, може да биде нормално според мене и да функционира онака како што треба да функционира. Прв човек на Киселавода, меѓутоа и председател на ЗЕЛС или заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија. Ќе кажете, ги решивме проблемите во ЗЕЛС, ќе ги решиме и во Скопје. Ќе ги решите ли во Скопје проблеми? Па мислам да, доколку мојата политичка партија смета дека јас сум вистинскиот човек кој што треба да биде поддржан и да биде кандидат на следните локални избори. Истовремено граѓаните тоа го мислат, а мислам дека и сум убеден дека граѓаните ми даваат сериозна поддршка за истото. Јас сум човек кој што не бега од работа, не бега од одговорност. Значи имаме амбиција за работам, секако дека имам амбиција. Природно е во политиката да имате амбиции, особено кога се работи за амбиција која што сметам дека е оправдана, како што е случај. Имаме гледач на линија, извинете. Повелете. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Гледачот не се исклучи, се надевам ќе не исконтактира повторно. Така што со добар тим, добра организација и силна мотивација секако и давање се од себе се постигне. Ги решивте ли проблемите во ЗЕЛС конечно? Па зборите околу несогласувањето претпоставам со двајца мои колеги. Двајца ваши колеги сака да излезат, нели? Па беше актуелно тоа. Прво сакам повторно во вашава емисија тоа ќе ја споменам. Не се излегува од ЗЕЛС така како што некој замислил дека се излегува. Повеќе беше обид за стекнување на одредени политички поени на двајца мои колеги. Јас многу внимавам во тие процеси и бев умерен во моите изјави, да оставам простор да размислат, само апелирав да размислат, да седнат добро двајцата колеги и гледам дека го прифатија тоа, добро размислија. Првично излегување и стапување од асоциација како што е ЗЕЛС носи општината со одлука на совет, а не по лично убедување на градоначалникот. Со колегата од Струмица ги испеглавме, народски кажано, работите. Имавме една конструктивна средба, после која што средба продолжи нивната комуникација помеѓу колегата од Струмица и министерот за земјоделие и водостопанство и шумарство. Со колегата Јакимовски имавме во понеделникот, после настанот во Кисела вода, средба со министерката за образование. Треба во наредниве неколку дена да имаме и средба со министерот за транспорт и врски, така да верувам дека, повторно ќе кажам, малку и политика се обидува колегите мои да внесат во целиот процес. Мене ми е драго што останатиот дел од управниот одбор, од колегите, од сите политички партии ме поддржаа апсолутно во процесот. Истакна и двајцата колеги кои што излегува со изјави дека немаат никаков конфликт, ниту спор, ниту со ЗЕЛС, ниту со мене како претседател, и дека побудата за такви реакции им била несоработката со министри, едниот со земјоделие министерот, другиот пак со министерот за транспорт и образование, но жива материја е ова. Во комуникација, во еден процес каде што ќе се потрудите интензивно да работите, да седнете на маса, да ги седнете сите спротивставени страни, верувам во исход како што е овој сега постигнат, односно компромис, мирно решение и подавање рака меѓусебно за нормално функционирање. Си подаваат ли општините рака меѓусебно? Како? Нормално е тоа. Ние сме
постојано во комуникација сите градоначалници, земајќи во предвид дека јас сум и прв меѓу еднаквите, председател на ЗЕЛС, јас морам да бидам постојано во дослух и во комуникација со моите колеги, но ме радува што и генерално сме млада генерација на градоначалници, кои што постојано разменуваме искуства, знаеме често пати без разлика кој од која политичка партија доаѓа, често пати да седнеме, да поразговараме за некој можеби заеднички проблем, можеби некој да побара мислење од друг колега кој што во минатото решил некој проблем или за некој проект и така натаму, така да цивилизирано треба да се водат во 21-виот век и разговорите и преговорите, но и соработката треба да биде на таква ниво, особено меѓу колеги. Како се водат разговорите и преговорите со централната власт, како ќе оцените таа соработка? Па, изминатиот период се покажа дека диаметрално спротивно во позитивна смисла функционира новата централна власт за разлика од минатото. И тоа аргументирано го говорам, не дека централната власт е од мојата политичка партија, туку аргументирано повторно велам. На што го базирам тоа аргументирано мое говорење? Првенствено, ние со минатата централна власт, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, не бевме во можност месеци да подпишеме, првенствено да седнеме на маса, да разговараме со премиерот во тоа време Ковачевски, а подоцна и да подпишеме меморандум за соработка кој што ќе вроди со одредено регулирање на процесите меѓу општините и централната власт и начин на комуникација, но и начин на креирање буџети и така натаму, програмски платформи и се останато. По промената на централната власт беше истакнато од страна на премиерот дека постои расположение за истото да се имплементира. Знаете дека по некои 30-40 дена од формирање на владата ние го подпишавме меморандумот за соработка. Средствата кои што влегуваат до општините, каде што не се меша политика во целиот процес, се случува на начин на кој што секоја од општините добива одреден број на средства за одредени проекти кои што ќе се реализираат. Може да се види од последната средба која што имавме во владата, каде што беа повторно доделени надвор од унгарскиот кредит средства кои што се наменети на водоводи, на одводи, на атмосферска канализација по населените места, така што еве изминатиот период и средбите со министрите и градоначалници кои што имаат недоразбирање, сменете начинот на комуникација, проблеми секогаш има и секогаш има простор за подобрување на состојбите, но повторно ќе кажам, има сериозни разлики за разлика од тоа што било во минатото и тоа што се случува денес. Денес можам да истакнам дека владата има слух за општините, дека често пати знаат да седнат на маса, сме во комуникација со премиерот и со министрите и влегуваат во коштец за решавање на секој проблем, затоа што на крајот на денот проблемите на граѓаните не подразбираат политика во процесите, туку подразбираат волја да се решат тие проблеми, а се решаваат кога ќе се седне градоначалник заедно со централна власт, ќе се насочи енергијата во тој дел и единствено фокус ќе биде решавање на проблемот. Ќе го начнеме нешто подоцна малку делот со владата и со финансиите кои што ги доби ке залагата за наредните нови проекти. Пред тоа сакам малку за детските градинки. Велите ја начекавте општината во ситуација да има 450 дечиња кои што чекаат за упис во детска градинка. Пред неколку дена најавивте, односно кажавте дека ќе започне да се гради уште една градинка детска во Расадник, со која што велите ќе останат уште неколку 40-тина можеби дечиња за кои што ќе нема простор за упис, меѓутоа велите дека до крајот на мандатот ќе нема детенце кој што ќе чека за во детската градинка. Прашањето е какви се капацитетите конкретно сега, за разлика од она кое што велевте дека го начекавте во општината? Значи, во однос на градинките точно е, над 450 дечиња чекаа на листите во моментот кога станав градоначалник во општина Кисела Вода. Значи ли тоа дека немаше детски градинки во општината? Точно, тоа е голема бројка, 450 деца да чекаат за упис. Најпросто значеше дека некој не успел, за жал, години наназад, не 4 само, туку години наназад, да го организира целиот процес и да го реши проблемот и за родителите, и за дечињата, и за бабите, дедовците, и за сите останати. Она што ние го направивме изминативе 3 години е првенствено добра организација. Тимот кој што ми помага во целиот тој процес направи првенствено заедно во соработка со директорите на градинките постоечки мапирање на објектите каде што може да се направи доградба. Затоа што вие не морате во секоја градинка или во секој населено место да градите нова градинка, но можете да го проширите објектот или пак имаше состојби каде што
Во минатото беа нефункционални одредени простории, а се преадаптира изминатиот период, но создадовме услови да се запишат огромна бројка на деца во општина Кисела Вода и да бидат запишани во услови, во простории, во занимални, кои што се во далеку подобра состојба таа што не чекавме во минатото, односно ја наследивме од моите претходници. Изминативе 3 години, 9 објекти вкупно во Кисела Вода се изградија и реконструира и се адаптира за градинки. Во тие спаѓаат и нови градинки кои што се изградија, но спаѓаат и објекти кои што се доградија, но и простори кои што се преадаптира. И да бидам попрецизен, малку ќе ве поправам, значи во моментов листата на чекање е 40 дечини. Да. Но истовремено градиме 3 објекти, од кои што едниот го започнавме во понеделникот со камен темелник. Истиот што го започнавме понеделникот има капацитет за 120 деца. За 120 деца. Дополнително градиме нова градинка Верверичка во близина на општината со капацитет од 110 деца и нова градинка во Подстаница која што ќе има капацитет од 60 дечиња. Не само што проблемот со градинки и листите на чекање ќе бидат преди да се завршат сите 3 градинки, една од тие да довршиме во најскор можен рок, ние го решаваме проблемот, но дополнително понатаму ќе работиме на процес кој што ќе значи да се оптимизираат бројките, односно помали бројки да има во секоја занимална на дечиња, со тоа и негователите ќе можат многу подобар третман да овозможат и условите во кои што тие дечиња ќе бидат згрижени ќе бидат далеку подобри во смисла друго е да работите од една страна со 30 дечиња или 25 дечиња, многу е поразлична состојбата кога треба да работите со 15 или со 20 деца. Поголем степен на внимание ќе биде према децата, подобро ќе се едуцираат и така натаму. Што значи дека со добра организација пред се, можеби со не премногу ресурси финансиски, но со пред се добра организација успеавме да го надминеме овој проблем и ова беше проблем кој што важеше за ненадминлив во минатото или проблем за кој што никој не веруваше, да бидам прецизен, дека за брзо време ќе изнајдеме решение. 3 години е релативно брз период да го решите овој проблем и ќе го земам во предвид и податокот дека во Кисела Вода, освен дечиња кои што се територијално припадно од нашата општина и се од Кисела Вода, околу 500 дечиња во моментов имаме кои што не се од територија на општина Кисела Вода. А тоа се дечиња од аеродром, од центар, од Сопишта, имаме дечиња кои што се од Долно Лисиче, исто така под општина аеродром и така натаму и така натаму. Неретко споделувате дека семејството за вас е свето и дека е основна база и поддршка за сето она кое што го правите. Значи ли тоа дека во тој контекст ја отварате канцеларијата за социјална поддршка на млади брачни парови и што конкретно е целта на ваквата канцеларија? Па имаме два проблема, односно причини за кои што ја отворивме канцеларијата. Едниот проблем, односно според мене, не верувам дека сите би се сложиле, но сметам дека на многу подоцни години се одлучуваат младите во денешно време да стапат во брак. Така да едното прашање на кое што силно ги работиме е да се охрабрат младите што порано да стапат во брак со своите супружници во перспектива, а сега партнери. Ало? Во случајот. Ало, добро вечер, повелете. Добро вечер. Сакам да ве поздравам како прво, голем поздрав до градоначалникот Дорцев. Најголеми похвали до сега најдобар еден од најдобрите градоначалници што го имала Кисела Вода и се гордееме со него и со неговите успеси и тоа што он го прави за нас како народ. Не е окей, немам никаква примедба, туку сакам само да поставам едно прашање. Јас живеам во околината на основното училиште Дуња, бидејќи имаме и ние наши домашни миленичиња, имаме само еден некој мало наситен проблем со некои кучиња скитници. Па дали би имало некој решение за тие кучиња? Сега знам дека не е до градоначалникот, но дали има некакво решение или планове за да се реши тој проблем? Бидејќи секој вечер ме се шетаат тие миленични и мораме да бидеме и непредпазливи. Дали има некој одговор за во тоа прашање прилика? Ви благодарам за јавувањето, поздрав и секој добро. Проблемот со кучињата скитници градоначалник. Да го довршам само претходното прашање, значи кажав прво да ги охрабриме младите да стапат во бракови, а подоцна откако ќе стапат во брак да имаат советувалишта каде што ќе може да полесно да пронајдат решение за одреден проблем со кој што се соочуваат. Тоа беше идејата и замислата и на дел од тимот мој кој што ме мотивираше реално да го спроведеме овој проект и сметам дека ќе биде успешен проект на долг рок.
и дека ќе значи за особено за младите брачни парови. Што се однесува до прашањето на гледачот, поздрав голема до гледачот, и сакам да истакнам дека она што го веламе остана до мал процент недореализирано од програмата, тука спаѓаат и проблемите кои што настанаа со градот Скопје, односно решенијата кои што треба заедно да ги понудиме, како град Скопје и општина Кисела Вода. Во моментов, знаете, не само во моментов, туку 2 години, да бидам попрецизен, можеби и повеќе од 2 години наназад, со Арсовска немаме никаква комуникација и соработка, за жал. Тоа е прашање кое што е апсолвирано и во јавноста и се свесни сите наши сограѓани. Јас си од она што го имаме како обврски према јавното предпријатие Лајка, кога еве конкретно говориме за кучињата, а тоа е да партиципираме во буџетот на Лајка, според мене сметам дека е неосновано. Еве еден од гледачите сведочи за тоа што јас го говорам во јавноста, а тоа е дека одбивам да плаќам на Лајка како градоначалник и ние одбиваме како општина, поради фактот што ништо не превземаат во однос на уличните кучиња. Тоа не се наши надлежности, тоа не се наши ингеренции, но она што треба да го сработи јавното предпријатие, чие што надлежно се под градот Скопје, сметам дека изминатиот период не го работи соодветно онака како што треба и како што нашите граѓани заслужуваат. Јас располагам со буџет кој што е на граѓаните, на мојот народ во Кисела Вода. И јас морам до последен денар да внимавам како го трошам. Тоа подразбира секоја инвестиција, секое вложување, секое плаќање да биде оправдано. Нефункционалноста на јавното предпријатие Лајка, и еве практично повторно ќе кажам и сведочењето не е само на еден мој сограѓанин, туку на многу наши сограѓани, доведува до тоа да сериозно се размислуваме дали да ние ги подмируваме обврските према Лајка, и така и настапуваме изминатиот период. Јас и често пати апелирам и до директорите, немам информација кој е точно директор во јавното предпријатие, пошто често пати нели градоначалничка да знае да ги менува директорите, но апелирам да видам конкретна акција, конкретен резултат, да видам резултати кои што ќе бидат и прикажани пред советот кај нас во општината. Тоа ќе биде оправдување да јас пристапам кон плаќање. Истото, значи, уште еднаш поздрав до вашиот гледач, до мојот сограѓанин. Апелирам за трпение по наредните локални избори, по промените во градот Скопје. Мислам дека конечно и проблемот со кучињата скитници во градот Скопје ќе се пристапи со поголема сериозност да биде решен за кратко време. Ја пофаливте соработката со централната власт, колку финансии ќе добие Кисела Вода во периодот кој што следува и што ќе се прави следно? Па некаде околу 3 милиони евра добиваме во овој прв лот на проекти, а наредната година веќе од пролет имаме над 8 милиони евра, или да бидам попрецизен околу 8 милиона и 200 илјади евра. Тоа е по формула и сите општини добиваат средства не по лични чувства и емоции на премиерот или министрите, туку по формула према бројот на жители. Сметам дека тоа е добар начин од аспект што нема да се фаворизира одредена општина на сметка на другата и така натаму и така натаму, така да на тој начин ние со неколку проекти аплициравме сега за првиот лот. Ќе правиме темелна реконструкција на улицата Ѓорѓе Димитров, улица во Кисела Вода, една од главните артерии во централниот дел, каде што и останатите патем ние ги решивме како општина, но таа требаше со градот Скопје да реализираме поради несоработката, еве со помош на централната власт ќе биде реализирана. Ќе отпочнеме градежни активности некаде при крајот на декември на истата, затоа што до тогаш ни е тендерската постапка. Улица над 2 километри, повторно ќе кажам, една од главните артерии во урбаниот дел во Кисела Вода. Понатаму реконструкција на речното корито на Мала Рада во Драчево со пешачка зона. Исто еден импозантен проект, огромен проект кој што граѓаните го очекуваат и се лажени, условно кажано, од градоначалниците пред мене повеќе од 30 години наназад. Ветувано било многу пати, но никогаш не е видело светлото на денот. Тој проект ќе биде реализиран. Реконструкција целосна на патот од Драчево, влезот на Драчево кај бензинската Мак Петрол до Пеленица, манастирот во Драчево и доградба на училиштето во прва фаза во Кисела Вода на Кирил Печиновиќ. Наредната година одиме со изградба од новиот лот на нова поликлиника во Кисела Вода, односно прва поликлиника во Кисела Вода, и тоа е еден од проектите кои што повеќе деценијски се говорело за таков тип на проект, но не бил изработен ни проект. Со засилено темпо ја спремаме проектната документација и ние во финална фаза
напролет со Господ напред ќе започнеме со реализација на истото. Исто така доградба ќе правиме на основното училиште наредната година Невена Георгиева Дуња. Размислуваме за уште неколку проекти. Пред се кога ги споменавме пред малку градинките, тој проблем го решаваме, но со силно темпо се фокусираме на основното образование. Имаме сериозни инвестиции таму, но целта ми е до крајот на мандатот во речи се сите училишта да се одвива настава во прва смена. Тоа ќе биде сериозна заштеда за училиштата и за општината од финансиски аспект, но и дополнително ќе представува многу подобра состојба за родителите и за дечињата. Многу поголема концентрација децата имаат во прва смена, доколку се одвива наставата, нормално опаѓа концентрацијата во подоцнежните часови, но и за родителите ќе биде после работното време завршување попрактично си ги зема, така што ќе имаме низа проекти, затоа кажав најдоброто допрва доаѓа, треба да кулминира на крајот на мојот мандат, тоа што ќе биде најдобро за моите сограѓани, не само на кисела вода тука и на градот, така да ќе имаме уште многу проекти за реализација. Кога говориме за проектите, кога говориме за инфраструктурата, непосредно говориме токму за улиците, токму за фекалната канализација, за сево на кое што се прави и гради токму на територија на општината. Говориме за Пинтија, говориме за Припор, говориме за Драчево и сите оние населби кои што сочинуваат кисела вода. Да видиме во вториот дел од анкетата што велат граѓаните за Орсе Георгиевски, дали ги направил улиците. Почитувани гледачи, вториот дел од анкетата. Па не сме задоволни, презадоволни сме. Да, доста напред за општина за овие 3 години. Мислам, че постигне и уште поише. Човекот се даде, значи стварно за општинава и што да кажам понатака, задоволни, презадоволни. Има ли дела, се гледали на? Па се гледа улицава, горе кај на крај на 24-ка, тоа паркчето, кај бензиска, тука нели беше џубриште, го надија све, овде исто кај салата, тука беше џубриште, напред паркинзи. И што да кажам друго, све најдобро за него и нека му е со среќа и понатака нека биде. Па мислам дека е окей човекот. Многу да има направено до сега. Мада јас тука, јас не сум од Скопје, од Прилеп сум, ама гледам некои работи што ги прави. Живеете во Киселавна? Да, тука. Се чувствуваат ли промени од претходно? Па да. Многу задоволен. Да. Највише до сега што направил од сите други. Презадоволен. Се покажали на дело? Да, покажа. Супер. Ви му дале повторно поддршка? Сигурно. Да. Па доста сме задоволни од него. До сега како градоначелник најмногу направил за оваа општина. Па сега здравје за понатаму ќе видиме. Али до сега збор немаме за него. Све е најдобро. Ви му дале повторно поддршка за Нормално девојче, како да не му дадеме. Жалосно да не му дадеме. Како што слушам дека човекот работи добро, нека продолжи така. Средно. Средно улицава се правеше колку време и не е доправено до крај. Сега и по Припор улицата на осветлувањето е катастрофа, комуналната хигиена е катастрофа. Тука треба да поведе малце ред, да ургира. Тоа е. Би дале ли шанса за да доработи уште еден мандат? Да. Превише. Задоволна сум. Све што обеќаше и завршува. Немам зборови. Да продолжи така. Јас сум презадоволен од него. Само имам една мана. Ни отвори лани пазар во кисела вода. Пазар. Сакам да дојде да го види дали е пазар или е магазин. Само толку има. А иначе, од неговата работа сум презадоволен. Вчера ја отвори градинката. Така? Би дале ли повторно поддршка за Георгиев? Обавезно. Па сега колку сум ја малце не сум тука. Ама добре. Има ли промени во општината? Има, ама не глобално. Така мали промени. Али ќе биде подобро. Кога ќе биде ова парк направен овде, Расадников, тоа ќе биде добро. Ќе му дадете ли шанса за уште еден мандат да доработи се? Па да. Ви благодарам. Само нека работи. Не. Зашто обеќаа кај нас да го направат патот и одводот, канализацијата у Припор. 30 години така си е пуштена преку надвор тече канализацијата. Бабина чешма нагоре. Ќе му дадете ли шанса за уште еден мандат да се поправи? А може да му се даде ако ги заврши и овие работи. Задоволна сум, да. Не беше асфалтирана улицата, сега е асфалтирана.
Па мислам дека направи нешто. Неколку игралишта има преуредено. Улицата тука кај што се поминале Христо Татарчев е преасфалтирана со нов асфалт. Друго немам нешто приметено. Во населбата за приградските населби не можам да кажам ништо бидејќи не се движам натак, али сепак работи нешто. Би му дали ли шанса за уште еден мандат да си доработи? Нека го заврши ово да видиме до крај како ќе се покаже. Бетонизација буквално, хаос на тротоарите, да не можеш да поминеш од возила. Тоа е. Би му дали ли поддршка за уште еден мандат? Јас да ви кажам, не сум задоволна од никого и не идам на гласање. Јас лично сум. Пошто сум архитект по професија, сум. Друго не знам што да кажам. Дворете човекот и као градоначалник и за прием, мислам таму и да се појде кај него. Има ли на дело покажани резултати во општината како архитект се забележува? Па, мислам дека има. Има. Има ко се улици во прашање, уредување, партерно, паркови, објекти нешто ново и треба да се почнуваат. Деловни објекти, некои што се дадени локации што се градат. Би му дали ли поддршка за уште еден мандат? Да. Јас лично да. Па добра до сега. Јас сум нова овдека во населба. Како што гледам е добра. Сам кучињава да ги намали малку. Пошто премногу е нечисто од кучињата, ништо друго. Инаку е добра. Би му дали ли поддршка за уште еден мандат? Би му дали. Стварно се сменето, све поправено, се е убаво, преубаво. Би му дали ли поддршка за уште еден мандат? Обавезно. Граѓаните задоволни, се надевам до крајот на мандатот ќе им ја дооправдате довербата и ќе се изреализирате во амбицијата која што ќе следува. Господин Георгиевски, споменавме многу проекти, многу реализирани проекти, како и многу работи кои што допрва треба да следуваат во Киселавода. Ние сме веќе при крај на емисијата, меѓутоа имам уште неколку клучни работи за кои што сакам да поразговараме. Спортот, културата, културно-забавни манифестации во општината, бидејќи народот го интересира забава, го интересира култура, покрај направените улици, покрај фекалната канализација, народот сака забава, ќе се сложите со мене. Добивте и признание, чинам од еден наш естраден магазин, дека сте еден од најголемите поддржувачи, па како Орце Георгиевски поддржува културата, забавата, спортот во општината? Па тоа се активности кои што исто така ги организираме со мојот тим изминативе 3 години, а во минатото биле или во поразличен формат, не до толку впечатлив, не на таков висок степен или на такво ниво како што ние го правиме тоа изминативе 3 години, или пак не биле воопшто одржувани, кога сме кај културни манифестации во Кисела Вода воспоставивме пракса да за денот на општината, односно роден денот на општината, се организира во неколку дена културно лето во нашата општина, каде што акцент најсериозен ставаме на домашни изведувачи, но секако присуствуваат изведувачи од регионот, нормално оние кои што се поатрактивни, поактуелни за нашите сограѓани. Мене во минатото ми сметало што во мојата општина немало манифестации од типот на Пивофест што беше во Прилеп или останати манифестации што ги имало насекаде низ Македонија, но за жал во мојата општина ги немало до тогаш и токму тоа беше и мотив да воспоставиме таков еден систем во кој што ќе го собереме целиот наш народ. Најдобар начин да го соберете народот на едно место, да го сплотите, да го обедините преку ваков тип на настани и тоа успеваме да го правиме 3 години наназад. Не само нашите граѓани кои што присуствуваат на тие настани, на тие концерти, присуствуваат и граѓани од цело Скопје, но доаѓаат и од градови од внатрешноста на државата. Домот на култура многу ни помага, Билјана Беличанец Алексич во урбаниот дел, како и Домот за култура во Драчево. Целосно нефункционални беа до пред 3 години, сега се во функција, особено сериозен напредок има во делот на функционалност на Домот за култура Билјана Беличанец по започнување со работа на киното, кое што функционира изминатиот период, кое што е често посетено, особено ме радува за викендите кога е преполно со дечиња и родители, што не било случај во минатото, за жал, повеќе од 30 години наназад. Така да сериозен акцент обрнуваме во тој дел, да има постојано манифестација, да има постојано забава за нашите сограѓани. Со истите средства морам да потенцирам кои што се трошели во минатото, но за жал немало некоја вака
значајна манифестација или организација. Кога сме кај спортот, сериозно вложивме во спортската инфраструктура, но и ги мотивираме младите со парични награди, со стипендии за истите. Во летниот период организираме за најталентирани ученици, за најуспешни спортисти, но и за сите дечиња од социјален ризик, одмор во Охрид, камп на кој што заеднички спортуваат, се забавуваат таму и така натаму. Така да гледаме да ги мотивираме, да им создадеме пред се услови каде што ќе можат да функционираат, добри спортски сали, добри игралишта во рамките на училишните дворови, но и во секој населено место да има одредено место каде што ќе можат да го користат за спорт и рекреација. Така да тие се вистинските инвестиции и тоа е начинот на кој што ја градиме младината и ќе продолжиме да градиме во наредниот период. Културно-уметничко друштво Китка во концептот исто прославивте роден ден, 56 години, бренд на Киселавода, бренд на Македонија. Ги поддржувате, чинам и таквите манифестации. Најголем парк на шахот исто така сакам да го споменеме овде. Функционира ли ова? Се собираат ли таму луѓето? Да, баш денеска имавме акција за пошумување во Кисела вода, 1500 садници беа посадени. Една од локациите каде што се садеше беше токму паркот на шахот. Импозантно место, импозантен парк, каде што се собираат најчесто повозрасни, морам да истакнам, наши сограѓани кои што знам да ги посетам за викенд и да помуаветиме. Често се дружат таму, играат шах. Тоа беше иницијатива на Шаховската федерација на Македонија. Заеднички влеговме во тој проект и заеднички успешно го реализиравме до самиот крај. Една поранешна дива депонија на неколку илјади квадрати ја претворивме во прекрасно место за дружба, за забава, каде што можат и младите да се дружат, но и возрастните најчесто ја користат за играње на шах. Таму планираме од оваа пролет да ги организираме и турнирите кои што се одржуваат и на републичко ниво од страна на Шаховската федерација, така да преубава гледка и задоволен сум доста од тој проект. При крајот на интервјуто имаме една рубрика прашања до градоначалникот од социјалните мрежи, прашања, конструктивни критики и пофалби ни е рубриката. Сега имаме тука некое прашање за вас. Велат кога ќе почне санирањето на улицата Ѓорѓе Димитров 66? Се ја најавив. Во тек на наредниот месец започнува целосна реконструкција на Ѓорѓе Димитров и краците, дел од краците на истата. Повторно ќе кажам, тоа е улица која што не е реконструирана од земјотресот наваму, во катастрофално лоша состојба. На истата е предвидено не само темелна реконструкција на улицата, туку и целосна реконструкција на тротоарите, да бидам попрецизен, нови тротоари, велосипедска патека, средување на хаосот околу паркираните возила на тој потек, така да ќе биде за многу скоро отпочната градежната активност и до некаде до средината на пролета ќе биде и завршена. Еден гледач, читател, што и да е, ни вели во населбата Пинтија на патот кон манастирчето Еремија имаме плац, но немаме пат до него. Не можеме да влеземе, а сме во план за изградба на семејна куќа. Што ќе биде со патот? Не знам точно за кој пат се работи, предпоставувам. Манастирот Еремија. Да, баш ќе го проверам, нека слободно нека ми пише и јас лично да знаат и моите сограѓани. Често пати сум во интеракција на Facebook, знаат да ми пишат во порака и јас ги пратам лично пораките, не секој ден успеам да одговорам, но еднаш во неделата нека ми пише слободно податоци, ќе провериме состојбата, доколку се работи за државно земјиште и место каде што по детален урбанистички план е предвидено улица, и да нема куќи, ќе влеземе во реализација за да излеземе во пресред на нашиот сограѓанин, но доколку со детален урбанистички план тоа не е регулирано и се работи за приватен плац, тоа е согласно закон, ние не можеме да делуваме таму. Така, кога сме кај пораките, кога сме кај враќањето на пораките, имаме и 2-3 пофалби кои што ќе биде нефер да не ги прочитаме. Велат Орце Ѓорѓиевски, човек од народот кој што би седнал и на кафе со тебе, од што е народен, враќа на пораки и велат новиот градоначалник на град Скопје, еве граѓаните, односно сожителите, и ве гледаат како прв човек на градот Скопје. Многу ви благодарам што прифативте мојата покана, ви благодарам за овој интервју, верувам дека доближивме до граѓаните, до оние на кои што има најважно што се случува во нивната матична општина. Ќе ви посакам уште една година успешен мандат, ќе ви посакам успешна и плодна работа и секако остварување на амбициите со труд и со плодна работа.
Ви благодарам и вам. Уште еднаш поздрав до вашите гледачи, до цел ваш тим. Беше вистинско задоволство да се биде ваш гост. Благодарам. Првиот човек на општина Кисела Вода, Урце Георгиевски. Почитувани гледачи, Скопје ми е дома. Верувам дека не следевте од дома, верувам дека следевте се она кое што го кажавме со градоначалникот токму за вашето мало, за вашата улица, за се она кое што е направено и се она кое што можеби ќе се доработи во преостанатата година, дена мандат на Георгиевски. Се гледаме за 7 дена со нова општина, нов градоначалник, можеби вашата општина, можеби вашиот градоначалник. А до тогаш останете поздравени, не заборавајте да не следите на нашите социјални мрежи на Facebook, на Instagram, па дури на TikTok, да ни пишувате, да не контактирате и да ни предлагате нови теми. Ве поздравувам токму од студиото на Вистинска телевизија и се гледаме за една седмица. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја